Најпрво здраво на сите присутни, јас сум Нино Карасок Ковел. Денеска ќе зборуваме за нашиот прв продукт на нашата компанија Автобуско, за тоа што е Автобуско, за тоа како работи Автобуско, што има ново во Автобуско во оваа верзија, бидејќи можам да се пофалам, денеска ја пуштивме втората верзија официјално, третата е официјално искочи за даунлод. Подоцна ќе мојот колега Мартин Манчевски ќе зборува за еден иновативен систем за мобилно плаќање. И така, најпрво да започнеме со што е Coolwell и кој сме ние. Coolwell е стартап бизнис основан пред неполни месеци и пол дена. Coolwell е моментално ги прави своите први чекори на пазарот за мобилна телефонија. Членки сме на ВСМ ГЕС фондацијата, кои ни помагаат да ја проводиме нашата компанија, така речено. Имано, иако постоиме само неколку месеца, неколку 2 месеца практично, веќе можам да се пофалам дека како компанија доживува некој одреден успех. Може да се пофалиме дека нас пред многу скоро време Coolwell го освои второто место на Youth to Innovation преварот, организиран од ETSABIT, евроазиската мрежа на бизнес инкубатори. Постојано се трудиме да бидеме дел од вакви настани ивенти. Досега сме пријавени како членки на 2 светски конференции. Едната е IESA 2011 година, која следуваше нели пласманот за IESA беше като награда од Youth Competition. А другата е ICT Spring, која ќе се одржи на 28 и 29 јуни во Луксембург. Нашата мисија е да го револуционираме начинот на кој луѓето ги користат своите мобилни уреди, на начин што тие стануваат многу повеќе од само мобилни уреди, туку сосем нов начин на интеграција со светот. Што значи ова? Значи дека правиме апликации кои го подобруваат јавните, мислам тековно сме концентрирани на тоа да подобриме јавните услуги и со тоа значи секој може да го почувствува бенефитот од таквите апликации во собствена подобра организација на времето. Сега како настана практично идејата за нашиот прв продукт Автобуско. Идејата настана од секојдневен проблем кој и ние самите го имавме како корисници на јавниот градски превоз во Скопје. Именно проблемот беше во тоа што и уште некои луѓе се соочуваат со тој проблем, луѓето што немаат Android телефон дали да се решени, не користат Автобуско. Проблемот беше во тоа што луѓето кои користат јавниот градски превоз не може да се изпланираат своите патувања. Значи, прашањето од типот кога одреден автобус ќе пристигне на одредена станица, на кое место, на која станица да се качам, во кој автобус за да стигнам до таму, кога да појдам за да стигнам на време, представуваат секој невие кај нив. Иако веќе постојат некои одредени средства за информирање, како што се распоредот на поаѓање на автобусите од ЈСВ и инфотаблите кои ги поставија некои од автобуските станици во Скопје, сепак овие средства не даваат конкретен одговор на овие претходно споменати прашања. Поради ова причина ни дојде идеја да направиме апликација која најпрвин пред се ќе даде одговор на овие прашања и ќе овозможи корисникот комплетно планирање на своето патување. Така настана Автобуско. Автобуско е Android апликација наменета за тотална навигација на корисникот во јавниот градски превоз во Скопје. Именно
автобуско представува локацијски базиран сервис, кој преку користење на сензорите возможени од мобилниот уред на корисникот, му дава конкретна информација и навигација низ јавниот градски превоз. Именно автобуско може да ви каже точно кога, каде и во кој автобус да се качите, за најбрзо, најлесно и наједноставно стигнете до посакуваната дестинација. Именно моментално се карактеризира со 4 главни опции. Това е опцијата планер, опцијата след автобус, разпоредот на ваѓање на автобуса на ДСП и станици опцијата. Првата и главна опција на автобуско е планерот на патување, кој како параметри има почетна и главна станица, кои се бираат или од мапата на квадратот, значи се предисхедени почиња, или од листата на најчесто користени станици. Потоа прима време на ваѓање, прима и датум и со кликнување на таблица и овојата верзија убавката што е општа гледате и мислевме дека по иновативен начин имплементираме се од тоа ставо, меѓутоа искуството покажа дека луѓето се навикнати на ваѓање, па овојата верзија го даде и поопштеваме. Со кликнување или на таблица или на поопштето, автобусот генерира комплетен план за тоа како да стигнете од почетната локација до крајната дестинација. Како што може да видите, дава комплетни илустративни навигации. Значи ви кажува кога да поидете, на која станица да се качите, колку ќе патувате, каде да се пресигнете, доколку има прекачување и се појавува како нов табел со пробабилна навигацијата и повторно на овој начин се прикажува информации. Покрај планерот, автобусот може да се искористи за други намени. Опцијата следен автобус ви кажува кој автобус и во колку часот наредни се пристигна на станицата на која што се наоѓате. Именно исто како планерот прима автобуска станица, која се бира или од мапата, или од листата на често користени станици, време со кликнување на табло, кои се дадат да речем на овој често користени станици. Да речем на символ избрано од колку часот, ќе пристигна најдени во 1:10, Оваа опција дава можност сами да си го изпланирате по-слободно патувањето, да речеме ако секој ден користите одредени дестинации. Или едноставно, ако сакате да знаете што се имате. Трета опција на автобуско е разпоредот на ваѓање на автобусите на ДСП, кој е конкретно прилагоден по корисникот, значи само со откривање на број на линија и датум и со притискање на еден табелите, што возиме други опции кога се одајаме нови две повшини, да се снимат. И може да добиете време на појаѓање на автобусите од едната и на другата почетна станица. Станиците, кога се прикажуваат во резултатите, се комплетно интегрирани во апликацијата, доколку да речем кога по планерот да речем ќе добиете резултати, не знаете каква е одредена станица, што ви кажа да качете. Со кликнување на станицата, автобус кој води директна мапа и ви ја прикажува станицата. Како последна опција на автобус кој опцијата види станици, при која може да добиете информација за секоја станица што се наоѓа, секоја автобуска станица што се наоѓа во градот. Именно опцијата ве прашува дали сакате, дали проверува дали ви е вклучен GPS уредот, толку не е вклучен, прашува дали сакате да го вклучите и доколку го вклучите, ве центрира според GPS каде се наоѓате и ви ја му кажува мапата со станици. Со кликнување на било која станица добивате информација за тоа која е станицата, значи име на станица, идентификационен број и број на линии кои што поминуваат